Поврзување на технологијата со бизнисот како главна мисија. Дали ги поместуваме стереотипите дека IT индустријата треба да биде доминирана само од мажите? И каква е улогата на жените во технологијата денеска во земјава? Вечерва во Трилинг разговарам со Моника Ризовска, менаџер за бизнис и развој. Се наметнува како теорија дека програмирањето ќе стане јазикот на иднината. Дали тоа значи дека IT индустријата ќе ги засани сите актуелни работни позиции кои што ги имаме во моментов? Така, дефинитивно забележан голем тренд на IT индустријата, особено во последните години. Гледаме зголемен раст на повеќе професии, значи професии што можеби претходно воопшто не сме ги ни познавале, нити сме знаеле дека воопшто ќе излезат. Денеска постои ранг на различни професии во IT индустријата, каде што секој со различни познавања може да најде, да се пронајде себе си во таа технологија. Верувам дека дефинитивно секој човек ќе треба да биде запознаен се повеќе и повеќе со технологија, без разлика во која индустрија работи, затоа што неминовно е да ја користиме технологијата и нормално самиот бенефит на самата дигитализација. Вие сте речиси повеќе од една деценија во IT индустријата во земјава. Слобода, добра заработувачка, флексибилно работно време, шанса за голем напредок. Што беше пресудно да се одлучите за токму ваква професија, со оглед на тоа дека вашето образование било започнато на економскиот факултет во Скопје? Знаев дека сакам да работам во интернационална средина, знаев дека сакам да учам многу работи често, и знаев дека брзорастечка индустрија е токму IT индустријата. На моја голема среќа, тогаш мислам не ни знаев дека постои професија што можеби ќе ми одговара. Бев исконтактирана од самиот работодавач, тогашен една од поголемите IT компании, и само што влегов во IT компанијата сватив дека тоа е тоа место каде што сакам и понатаму да останам и да се развивам. Бенефитот, ако се дел од IT индустрија, што постојано мора да учиш и да се надградуваш. Значи не е професија која што може секојдневна се повторуваат и е репетитивна. И тука е убавината каде што постојано имаш нови предизвици, нови работи за учење, нови тимови, нови клиенти, нови проекти и нови предизвици. Колку нашава земја ги следи глобалните IT трендови во моментов? Така. Јас сум многу фасцинирана што имаме бројни експерти и феноменални луѓе талантирани кои што докажано покажуваат дека Македонија и како има одличен IT потенцијал. Имаме различни профили кои што покажуваат и дека наши луѓе можат и како да успеат и нормално да креираат и да бидат дел од некоја поголема приказка и поголема дигитална платформа која што многу јасно позната. Во светски рамки, само 16% од жените стигнуваат до менаџерска позиција во IT секторот. Во компании, како што веќе споменавме, Google, Apple, Facebook, Microsoft, околу 23% од вкупниот број на вработени се жени. Каква е половата застапеност во нашата земја? Родовата еднаквост, ако може така да се представи како момент. Според последните уписи на Финки гледаме значителен пораст на запишани студенти на Финки. И сега ќе видиме нормално колку луѓе ќе завршат, не е само да се запишеш. И гледаме дека постои пораст дефинитивно. Не е значително голем, не доаѓаме до изедначеност, меѓутоа расте и потребата на кадри и расте и побарувањето. Со тоа е нормално и студентите гледаат дека е атрактивна професија, дека е веќе нормално во тренд влезено да си во IT професија. Меѓутоа морам да признаам дека како жени и самата природа на жената представува пречка во одредени работи, пример нега на семејство, грижа на семејство, раѓање на дете, грижа на самото дете, прави одреден застој во кариерата, иако ако се сака се може, меѓутоа сепак е тоа биолошки дека барам 1 година до 2 години секоја жена доколку сака да формира семејство, мора да се посвети на тие 2 години да ги помине понеко. Ја споменавте иницијативата, глобалното движење, ако може така да се нарече Women in Tech Македонија. Вие сте амбасадор на ова движење. Колку девојките во земјава се расположени и имаат потреба од ваше кариерно придвижување или мотивирање? Што е најчестата препрека или предизвик која што ја чувствуваат на прагот да одберат професија во IT индустријата?
За жал, многу често владее стереотипот дека некои професии каде што нели доминира машкиот пол се конкретно нели машки професии. Со Women in Tech и со Girls in Tech и претходно веќе 12 години делуваме и веруваме во тоа дека доволно доволно од наша страна како организација да дадеме овозможиме можности за некој да дојде, да се заинтересира, да слушне нешто за нова технологија, а потоа да избере, без да биде нели под влијание на оној стереотип за машка женска професија. Ризовска, вие работите како менаџер за бизнис и развој. Какви се младите генерации кога станува збор, новите генерации кога станува збор за снаоѓањето во работниот процес? Што е она што најмногу се бара денеска на пазарот на труд кога станува збор за квалификациите? Да, денеска ја би рекла дека во IT индустријата свесни сме дека постојано излегува некоја нова технологија. Постојано така да повеќе можеби се вреднува карактерот на човекот или способноста да се приспособи брзо, да се научи некоја нова технологија, отколку нели да е склон на комфорт зона, на репетитивни работи. Јас она што го гледам од младиот дел на мојот тим е дека навистина се многу брзо знаат да научат технологија. Значи доволно е само да решат и многу често се случувало и на надпревари каде што пример се хакатони или каде што требало да се направи некое одредено техничко решение и да не се познава некоја технологија, ако треба да се направи лесно, затоа што веќе ако една технологија знаете, нели го знаете начинот на размислување. Самиот начин на размислување доволно е да ве поттикне и полесно да го научите другиот јазик. Значи доволно е само да се склон да научиш нешто ново и да си спремен дека постојано ќе има новитети, дека постојано треба да се освежува знаењето. Во IT индустријата ако застанеш не тапкаш, напротив, одиш само надоле. Затоа многу е битно постојано да се надградува било кој професионалец. Вие сте коосновачи на една добро позната платформа наречена е Ways to Help. Станува збор за платформа што ја развивате со цел луѓето да си помагаат едни на други. Како функционира платформата денеска во време на енергетски и финансиски кризи? Да, Ways to Help настана како победничко решение на стартап викенд COVID едиција во време на пандемија каде што никој од тимот не се знаеше меѓу себе. Меѓутоа бевме спремни со одредена наша вештина што веќе знаеме да придонесеме за позитивно добро или не знам подобрување во нашето општество. Се споивме со 5 луѓе, буквално не се ни знаевме претходно и работевме, меѓутоа она што беше клучно и визијата дека сакавме навистина да се најдеме на оние социјално загрозени семејства и во ситуација каде што и наш член од тимот беше во тешки долгови, имаше момент каде што и самата искажа колку би сакала некој да ми помогне со барем една исплатена сметка. И тогаш размислевме дека ако некој човек што е веќе работоспособен изгубил работа, како се сеќаат оние што уште толку можеби немаат, не поседуваат дигитални вештини, а останале нели на изгубена работна позиција и слично. Сватевме дека ќе помогнеме на вистина доколку го дигитализираме ова како решение и така ствари настана платформата за плати сметка на Ways to Help, каде што со 3 клика буквално се доаѓа до исплата на одредено семејство. Се гледа приказната за семејството, значи каква е ситуацијата во која се наоѓа и донаторот си избира нормално кој тип на сметка колку може да се дозволи да донира од таа сметка и директно се исплаќа на Евана конкретно доколку е за струја или евентуално за интернет нормално на Телеком и за вода во градот каде што е алоцирана сметката. Ми беше битно да подпомогнеме барем малку додека некои од овие семејства стапат во можност да се повторно нели на нозе и да работат и да се работоспособни. Она што нас нарадува е дека плати сметка не е решение што е со цел да ги онеспособи овие луѓе, нели да им даде верување дека ќе има некој што ќе ми плати сметките. Ако напротив, тоа е со намера да им потпомогне привремено додека они пркнат, па да можат нели понатаму да им се помогне и понатаму и со вработување и со знаење. Склопот на Ways to Help и на Women in Tech е многу интересен затоа што Women in Tech на некој начин со едукација поддржува подолгорочно помагање на овие семејства и оспособување со одредена вештина која што утре во иднина на овие луѓе ќе им се најде и на дечиња, што се нормално социјално загрозени семејства, ќе им се најде работа и ќе можат нормално самите да се издржуваат својата фамилија.
Многу се радувам што има веќе успешни приказни, иако оваа приказка со Весо Хелп е веќе 3 години. Имаме ситуации каде што семејства каде што 5 години немале струја, а детето учело под свеќа. Во моментот кога запалило струја, значи почнале да плачат и понатаму продолжува и на нас дополнително целовремено ни испраќа свидетелства како со сите петки е завршил, како уствари, значи не ги добило донациите, не ги сватиле туку така. Ете некој ме помнал, туку навистина возвраќаат со тоа што ни покажуваат дека навистина се трудат да се оспособат и кариерно за да во иднина останат оспособени. И она што ме радува е што самите тие кога веќе ќе пркнат кога ќе можат да заработуваат, се пријавуваат и сакаат да ни помогнат и да помогнат на останалите тие семејства кои што имаат исто така потреба од ваков тип на донација. Ризовска, постои емпатија во земјава? Постои слух кај организациите и институциите да донираат на оваа платформа, а тоа да не биде повод празници или дел од некоја пиар кампања и стратегија? Верувам дека да. Нашата платформа всушност и самата по себе не ни можеш да оставиш име и презиме или не знам како се викаш од која компанија доаѓаш. И фактот дека веќе имаме над 3000 донори и над 70.000 евра исплатени сметки, нас ни кажува дека постои доверба, постои емпатија, постои потреба за помош, меѓутоа потребно е да е транспарентен процесот и да сме доволно јасни и чисти каде одат тие средства. Многу често луѓето се разочарале, можеби донирале некогаш, меѓутоа се разочарале во самиот исход. Ние гледаме максимално да пазиме во тој аспект да се проверат сметките, да се провери на кое семејство се не може секое семејство да на нашата платформа не секое семејство се става. Се проверува низ 3 чекора, значи се гледа дали е социјално загрозено семејство, дали потекнува, дали се можеби од самохрани мајки, дали се во ранливо семејство, дали има дечиња. Значи доколку се помени низ таа призма, се гледа дали нормално луѓето се работоспособни и врз таа база понатаму организацијата со работник наша директно оди и ги проверува на лице место дополнително за да провери дали тоа семејство е веродостојно. Тоа што нас не дава дополнителна доверба е дека не се туку така земени семејствата, туку дополнително се проверени и плюс нашите донори можат дефинитивно да се сигурни дека тие средства што они ги донирале, макар и 100 денари, секогаш одат во правите раце, бидејќи onda директно се исплаќа на сметката на тоа семејство. Многу внимаваме на довербата. Мислам дека постои голема емпатија кај сите нас, меѓутоа е многу потребно и доверба да се има во самата донација или во самиот процес на донацијата. Мислам дека во самата пандемија се разви оној онлайн активизам каде што самата заедница на Весо Хелп, каде што многу луѓе изразија поддршка доколку пример во тој момент немале можност да исплатат сметка финансиски, имале можност да имаат нормално да искористат интернет, доволно е само да споделат приказната за било кое семејство, да се поддржи. Многу фирми и компании ни изразија желба за соработка, исплатија многу голем број на сметки и баш она што кажав, многу се радуваме што иако постоиме како неколку луѓе што се собрале, нели направиле некој вид на донација, ова сакаме да остане и понатаму и да остане како репетитивен начин каде што можеш навистина да помогнеш на правата семејство доколку сакаш и си во можност. Ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинка. Благодарам и на вас.